За време на ВМРО ДПМН бе инвестирани 14 милиони евра инвестиции во јавното комунално предпријатие Водовод и канализација. Во текот на овие 12 години, јавното комунално предпријатие Водовод и канализација доживеа вистинска трансформација во едно модерно јавно предпријатие кое докажа дека може да се носи со сите предизвици во реализацијата на досега најкапиталните историски проекти за Прилеп. Овие проекти трајно ја променија и подобрија сликата околу водоснабдувањето на градот и изградбата на нови канализациони системи. Еден од најголемите проекти кои се реализира во Прилеп околу водоснабдувањето е секако замената на околу 40 км нова водоводна мрежа во градот преку грантот на германската КФБ банка, со што се реши еден децениски проблем на прилепчани. Проектот се реализираше во две фази, од 2006 година до 2010 година, а инвестицијата изнесуваше 9,1 милиони евра, од кои 1 милион евра беа обезбедени како средства од владата на ВМРО ДПМН. Освен замената на водоводната мрежа, со овој проект се реализираше и изградба на нова административна зграда на Водовод, се набави копач багер и додатоци, опрема, алати и облека, возила за одржување, материјали за поправка на мрежата и друго. Како голема и значајна капитална инвестиција во периодот од 2009 до 2013 година беше изградбата на 10 нови бунари во местноста Бегова ливада, инвестиција од околу 62 милиони 269 374 денари, пари обезбедени од собствени средства и средства на владата на Република Македонија предводена од ВМРО ДПМН. Од февруари 2012 година во просториите на водомерната работилница е пуштен во употреба нов апарат марка CMC, наменет за верификација на водомери. Во периодот од 2010-2011 година набавена е цистерна во висина од 10 милиони 615 752 денари за потребите на одделението канализација. Во периодот од 2011-2016 година изградена нова водоводна мрежа долга 40 км со собствени средства, инвестиција околу 900.000 евра, а изградивме и канализациони линии во должина од 2 км, инвестиција од 4 милиони 695 576 денари или околу 76.000 евра. Во периодот од 2013 до 2014 година се реализирани следните проекти. Се изврши реконструкција на водоводната мрежа на улиците Селечка планина, Бистра планина, Савска, село Мало Коњари, Осоговска, Трајко Николовски, Круме Волнаровски, Димо Наредникот и многу други. Се изработи елаборат за режим на работата на вештачкото езеро на град Прилеп. Се изработи основен проект за санација на ободен канал Маркови кули. Во 2015 година се реализираа следните проекти. Се изгради водоводна мрежа во село Старо Лагово, Млекара, улиците Ѓорги Сугарев, Трајко Николовски, Димо Наредникот, Васко Карангелевски, Илка Присаѓанка. Се насе, во периодот од 2009 до 2016 година реализирани се проекти приближно во висина од 2.121.984 евра од собствени средства на ЈКП Водовод и канализација Прилеп. Или се вкупно за овие 12 години ЈКП Водовод и канализација Прилеп има инвестирано околу 14 милиони евра средства од различни извори. Јавното комунално предпријатие Водовод и канализација Прилеп е вистински пример како треба да функционира едно јавно предпријатие и тоа е едно од најдобрите јавни водоводни предпријатија на ниво на Република Македонија. Толку капитални проекти реализирани со над 80% собствени средства, ретко кое друго јавно предпријатие ги има реализирано. Од 2017 до 2021 година ЈКП Водовод и канализација ќе реализира голем број на проекти за Прилеп, и Прилеп ќе биде еден од ретките градови во Македонија кој ќе има имплементирано свој систем на третман на отпадни води, кој е од историско значење за нашиот град. После реконструкцијата на водоводната мрежа и канализационите системи со пречистителната станица Прилеп ќе прерасне во еден од најдобрите инфраструктурно уредени градови во Македонија, а и на Балканот, со висок степен на заштита, а со тоа ќе се реши повеќе деценискиот проблем на прилепчани.